Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес продолжуваме со проучување на глава 18 од Евангелието според Јован. Ако имате Библија со себе, ќе ве замолам да ја отворите кај овој дел од Новиот Завет и да го читате текстот заедно со мене. Ќе почнеме со читање на стих 11. Но Исус му рече на Петар: "Стави го ножот во ножницата, за да не ја испијам чашата што ми ја даде Отецот." Од тоа што го зборувавме минатиот пат, ќе се сетите дека апостол Петар извади нож и му го отсече увото на еден од слугите на свештениците. Лично сметам дека апостолот целеше кон вратот на слугата, но со оглед на тоа што беше рибар, а не војник, тој беше недоволно прецизен и затоа му го отсече увото. Во овој случај, непрецизноста беше добра работа. Господ Исус му кажа да го спушти ножот. Зошто? Бидејќи беше спремен да им се предаде на непријателите. А со неговата постапка Петар како да сакаше да ја спречи Божјата волја. Исус му рече: "Зар да не ја испијам чашата што ми ја даде Отецот?" Прашањето е: на каква чаша мисли Исус? Во писмото неколку пати се спомнува зборот чаша на символичен начин и сега ќе спомнам барем 3 од тие моменти. Прво, се зборува за чашата на спасението. Сетете се што пишува во Псалм 116:13. Ќе ја земам чашата на спасението и името на Господ ќе го повикам. Потоа, постои и чашата на тагата. Дел од пророштвото на старозаветниот пророк Еремија се зборовите: "За онај што е во жалост, нема да се прекршува леп, за да биде утешен поради умрениот, и нема да му подадат чаша поради смртта на неговиот татко и неговата мајка." Покрај тоа, зборот чаша се однесува и на утеха и на заштитата кои ги добиваме од Бог. Во Псалм 23:5 пишува: "Си приготвил пред мене трпеза пред очите на непријателите мои, си ја помазал главата моја со миризливо масло, и чашата моја се прелева." Во Новиот Завет, чашата како символ за прв пат се спомнува пред страдањата на Господ Исус. Во Матеј 26:39, Господ Исус вели: "Оддалечувајќи се малку, падна ничкум, се молеше и говореше: Оче мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. Сепак, нека биде не како што сакам јас, туку како што сакаш ти." Ова е навистина страшна чаша, бидејќи е полна со болка. Тоа е чашата на судот, која Исус ја испи на крстот поради нас. Тоа е ужасна чаша и ќе треба да ја испие секој кој му го врти грбот на Господ Исус. Но Исус можеше да ја испие таа чаша на страдањето, бидејќи тој беше единствениот безгрешен и достоен за да плати за нашите гревови. Изборот кој е оставен пред вас е следниот: ќе поверувате ли во оној кој ја испи чашата на судот наместо вас, или самите ќе ја испиете чашата? Се разбира, не треба да ја заборавиме и чашата на судот која ќе биде истурена врз овој свет. Во книгата Откровение многу јасно пишува дека ќе има 7 чаши на Божиот суд кои ќе бидат истурени врз грешниците. Во Псалм 11:6 пишува: "На грешниците ќе пушти дожд од разгорен јаглен, оган и сулфур, а силен ветар ќе им биде дел во чашата нивна." Забележете го начинот на кој Исус зборува за чашата во овие стихови. "Зар да не ја испијам чашата што ми ја даде Отецот?" Како што ќе видиме во следните епизоди, оваа чаша беше навистина ужасна, но во посланието до евреите дознаваме која беше мотивацијата за Исус да мине низ тие страдања. Поради неговата идна радост, претрпе крст, занемарувајќи го срамот, и седна од десната страна на престолот Божји. Тоа што всушност Исус го вели во овие стихови е следното: "Со оглед на тоа што оваа чаша доаѓа од Отецот, ќе ја испијам." Тоа е највозвишената послушност која некој ја има покажано кон Отецот. Исус не прифати да ја испие чашата на судот, бидејќи мораше и беше присилен, но зашто знаеше дека тоа е планот на Отецот и е за доброто на човештвото. Слушнете што пишува во стих 12. "Тогаш четата и заповедникот и слугите јудејски го фатија Исус и го врзаа." Тогаш четата и заповедникот и слугите јудејски.
Ова се луѓето кои беа испратени од религиозните водачи. Голем број од евреите го прифатија Господ Исус, но религиозните водачи не го сторија тоа. Тие се плашеа од народот и затоа чекаа момент кога ќе биде надвор од градот за да го уапсат. Ова беа совршени околности за да ги исполнат своите планови. Причината зашто можеа да го уапсат е бидејќи самиот Исус им дозволи. Ако сакаше да им се спротивстави, тие немаше да можат да го надвладеат. Го фатија Исус и го врзаа. Воопшто немаше потреба да го направат тоа. Исус е јагнето кој ќе биде заклано и во книгата на пророкот Исаија пишува дека тој нема да се побуни против тоа. Страдаше доброволно и устата своја не ја отвараше. Како јагне тој беше одведен на колење и како што е овцата пред стрижачите свој безгласна, така и тој не ја отвори устата своја. Можеше да им се спротивстави, но не го стори тоа и со тоа се исполни пророштвото. Забележете што пишува во следниот стих. И го одведоа најнапред кај Ана, зашто тој беше дедо на Кајафа, кој во таа година беше првосвештеник. И го одведоа најнапред кај Ана. Ова е запишано само во Евангелието според Јован. Другите евангелисти не ни ја даваат оваа информација. И го одведоа најнапред кај Ана, зашто тој беше дедо на Кајафа, кој во таа година беше првосвештеник. Прашањето е, која е разликата помеѓу Ана и Кајафа во однос на нивните позиции во религиозните кругови? Разликата е следната. Кајафа беше прифатен од страна на римјаните, а Ана беше избран и прифатен од страна на религиозните водачи. На некој начин, Ана беше најважната религиозна фигура во еврејското општество во тоа време. И затоа го однесоа Исус кај него. Тој беше многу лукав човек и знаеше како да преговара и да се справи со римјаните. Јас сум лично убеден дека токму Ана беше иницијатор на идејата Исус да биде уапсен, а потоа и распнат на крст. Како што ќе забележите, целото судење беше еден вид исмевање на сметка на Исус. Ана не само што го испланира апсењето на Исус, туку сакаше да биде првиот кој ќе разговара со него. Слушнете што пишува во стих 14. Мислам дека овој стих многу често се толкува на погрешен начин. А Кајафа беше оној што ги посоветува јудејците дека подобро е да умре еден човек за народот. Причината зашто Јован го пишува ова е за да ни каже дека религиозните водачи веќе се договорија да го уапсат и убијат Господ Исус. Ништо немаше да ги предомисли во таа намера. Од таа гледна точка, судењето на Исус не беше искрено, туку обично исмевање. Во следните неколку стихови се запишани моментите кога Симон Петар се откажа од Господ Исус Христос. Слушнете што пишува. А Петар стоеше надвор, покрај портата. Другиот пак, ученик, што му беше познат на првосвештеникот, излезе и рече на вратарката и го воведе Петар. Зборовите другиот ученик се однесуваат на авторот на ова Евангелие, Јован. Од текстот дознаваме дека Јован го познаваше првосвештеникот и имаше прилика да биде во неговиот двор за време на судењето. Петар стоеше надвор, а Јован побара да биде пуштен во дворот. Станува збор за место во кое не можеше да влезе кој било, бидејќи беше чуван од стражари. Патем, дали забележавте дека првосвештеникот Кајафа живееше на голем имот и беше чуван од стражари? Римските власти го чуваа, бидејќи тој беше нивен човек. Тогаш слугинката вратарка му рече на Петар: "Да не си и ти од учениците на овој човек?" Тој рече: "Не сум." Забележете ја сцената представена тука. Во дворот на објектот каде што Исус беше однесен на судење, се собраа луѓе, а имаше и војници кои беа задолжени за безбедноста на местото. Со оглед на тоа што беше рано наутро, сигурен сум дека немаше многу луѓе. Апостолот Петар се приближи до една група и се обиде да започне разговор со нив. Кога некој од нив го слушна акцентот на Петар, си помислеа: "Овој човек е сигурно од Галилеја." И вратарката го забележа истото, а народот знаеше дека следбениците на Исус беа од Галилеја. Мислам дека таа само предпостави дека Петар е еден од Исусовите следбеници и затоа го праша. Истиот Петар кој претходно рече дека е подготвен и да умре за Исус, одлучи да се преправа дека не го познава
бидејќи беше исплашен од тоа што ќе му се случи ако ја каже вистината. А слугите и стражарите беа запалиле оган и стоеја, па се грееја, зашто беше студено. Со нив стоеше и Петар и се грееше. Во дворот на судницата имаше запален оган и Петар се приближи за да се стопли. Може би мислеше дека нема веќе да се најде во незгодна ситуација како претходната. Последните стихови, нашето внимание е повторно насочено кон судењето на Господ Исус. Првосвештеникот пак го праша Исус за учениците негови и за неговото учење. Исус му одговори: "Јас му зборував на светот јавно. Јас секогаш поучував по синагогите и во храмот, каде што секој пат се собираат јудејците. И тајно ништо не сум зборувал. Зошто ме прашуваш мене? Прашај ги оние кои слушале што сум зборувал. Тие знаат што сум говорил." Со други зборови, Исус му рече: "Зошто ми поставуваш вакви прашања? Се што правев беше јавно. Сите беа сведоци на тоа. Во оваа просторија има многу очевидци кои можат да ти кажат што поучував." Кога тој го рече тоа, еден од слугите кои стоеше близу го удри Исус по образ и рече: "Така ли му одговараш на првосвештеникот? Што ќе направевте вие, доколку бевте на негово место и некој ве удри по лицето? Не знам за вас, но мислам дека јас би бил во искушение да го возвратам ударот, а предпоставувам дека и некои од вас би го сториле истото. Но не и Исус. Забележете колку достоинствено се носи со ситуацијата. Иако се исмеваат со него и го понижуваат, тој одлучи да го истрпи сето тоа, за да може да не спаси од вечната казна за нашите гревови. Слушнете која беше реакцијата на Господ Исус Христос. Ке го прочитам стих 23. Исус му одговори: "Ако реков нешто лошо, докажи го лошото. Ако ли пак добро, зошто ме удираш?" Исус беше директен со нив и ги соочи со фактот дека тоа што го прават е нелегално и спротивно на Мојсеевиот закон. Го обвинија дека го крши Мојсеевиот закон, а всушност самите тие го правеа тоа. Според законот, не само што беше забрането судењето да се врши навечер, туку и немаа право да удираат некого се додека не се докаже дека обвинетиот е виновен. Забележете што пишува во стих 24. Тогаш Ана го прати врзан кај првосвештеникот Кајафа. Јован не пишува што се случи кај првосвештеникот Кајафа, но мислам дека нема потреба да знаеме. Важно е дека Ана го испланира апсењето и убиството на Господ Исус и се што се случуваше водеше кон тој момент. Во стих 25 повторно читаме за апостолот Петар. А Симон Петар стоеше и се грееше и му рекоа: "Да не си и ти од учениците негови?" Тој порекна и рече: "Не сум." Како предпоставија дека е еден од учениците на Исус? Преку начинот на кој зборуваше. Петар отиде близу до огнот да се згрее и сигурно разговараше со некој од присутните. Откако го прашаа дали бил со Исус, тој порекна: "Ке продолжам со читање. Еден од слугите на првосвештеникот, што му беше роднина на оној кому Петар му го беше отсекол увото, рече: "Нели те видов и тебе во градината со него?" А Петар пак порекна и веднаш запеа петал. Што направи Симон Петар? Излезе и горко заплака бидејќи свати дека направи грев. Но Господ Исус не се откаже од него. Откако воскресна, разговараше со Петар и му прости. Слушнете што пишува во следниот стих. И го поведоа Исус од Кајафа во преторијата. Но беше утро и тие не влегоа во неа за да не се осквернат, за да можат да ја јадат паската. Забележете го нивното лицемерие. Беа спремни да лажат и да предадат човек на погубување, а истовремено глумеа религиозност. Пред нив стоеше оној кој дојде да ја исполни пасхата и ќе умре на крстот, бидејќи самите тие лажно го обвинија и ја посекуваа неговата смрт. Но за нив најважно беше да ја празнуваат пасхата согласно нивните обичаи. Според нивните правила, ако влезат во преторијата, кај не евреин, ќе бидат нечисти и нема да можат да ја земат пасхата. Затоа пратија луѓе кај Кајафа и му рекоа: "Не можеме да влеземе поради религиозни причини." Сакаа да ја празнуваат пасхата, но не беа свесни дека пасхата се исполнува пред нивни очи. Религиозните водачи беа навистина слепи. И го поведоа Исус од Кајафа во преторијата. На оние кои го обвинија им се брзаше и сакаа што побрзо да биде осуден.
затоа го повикаа Пилат да му суди. Во следните неколку стихови има интересна сцена. Прво, читаме дека Исус беше надвор во дворот каде Пилат му судеше пред народот. Потоа, Пилат го внесе внатре во судницата за да разговара со него насамо. Откако ќе завршат со тој приватен разговор, Пилат и Исус ќе излезат надвор и потоа повторно ќе влезат внатре. Слушнете што се случи понатаму. Ќе ги прочитам стиховите 29 и 30. Тогаш излезе Пилат пред нив и рече: "Зашто го обвинувате овој човек?" Одговорија и му рекоа: "Ако тој не беше злосторник, немаше да ти го предадеме." Пилат веднаш препозна дека нешто не е во ред и се обиде да го избегне ова судење. Не сакаше да има ништо со валканите игри на евреите, но религиозните водачи беа упорни и не попуштаа. Слушнете што пишува во стих 31. А Пилат им рече: "Земете го вие и судете му според вашиот закон." Јудејците му рекоа: "Нам не ни е дозволено да погубуваме никого." Толпата многу јасно кажа дека очекуваат Исус да биде казнет со смрт, но самите тие не можеа да го направат тоа. Отприлика 6 месеци претходно, Господ Исус им кажа на учениците: "Ќе одам во Ерусалим и таму ќе бидам предаден во рацете на незнабожците, и тие ќе ме погубат." Тој знаеше што ќе се случи со него. За да се исполни зборот Исусов, што го рече, кажувајќи со каква смрт ќе умре. Пилат го внесе Исус внатре во судницата, за да разговара со него насамо. Тогаш Пилат влезе во судницата, па го повика Исус и му рече: "Ти ли си царот јудејски?" Тој беше збунет како може евреите да имаат човек кого го нарекуваат цар јудејски, а сепак да го донесат на судење. Пилат беше свесен дека евреите очекуваат цар кој ќе ги ослободи. Исус му одговори: "Сам ли го зборуваш тоа, или други ти кажаа за мене?" Со други зборови, ова е твој заклучок, или го повторуваш тоа што другите го кажуваат? Пилат одговори: "Та јас јудеец ли сум? Твојот народ и првосвештениците те предадоа на мене. Што си направил?" Тој му рече на Исус: "Сакам да знам. Побараа да бидеш казнет со смрт, но не гледам дека има вина во тебе." Исус одговори: "Моето царство не е од овој свет. Ако беше царството мое од овој свет, тогаш моите слуги би ме бранеле, за да не им бидам предаден на јудејците. Но царството мое сега не е овде. Моето царство не е од овој свет." Многу е важно да обрнеме внимание на овие зборови. Што сакаше да каже Исус со овие зборови? Тој не сакаше да каже дека неговото царство еден ден нема да дојде на овој свет, туку дека тоа царство нема да биде воспоставено на ист начин како световните царства, преку интриги, завери и политика. Кога ќе се зацари на оваа земја, Исус нема да биде изгласан на избори од страна на некоја политичка партија или од страна на Обединетите нации. Тоа не е начинот на кој тој владее и ќе владее. Неговото царство не е како оние од светот, кои се градат врз основа на гревот и затоа секогаш завршуваат трагично. Исус вели: "Моето царство не е од овој свет." Божјото царство е поинакво од се што човекот има видено. Ако беше царството мое од овој свет или во овој свет, тогаш моите слуги би ме бранеле. Исус продолжи и рече: "Но гледаш дека нема никакво противење на тоа што се случува." Тоа е една од главните причини зошто и црквата не може да изгради царство тука на земјата. Како христијани не смееме да си дозволиме да градиме царства тука на земјата, користејќи ги световните системи или политиката. Господ Исус не ја повика црквата да гради своји царства, туку да го промовира неговото. А Пилат му рече: "Ти пак цар ли си?" Исус одговори: "Ти велиш дека сум цар. Јас затоа се родив и затоа дојдов на светот, за да сведочам за вистината. Секој кој е од вистината го слуша гласот мој." Исус многу јасно му кажа на Пилат дека сите кои го слушаат него живеат во вистината. Тоа значи дека оние кои го предадоа и ја бараат неговата смрт не живеат во вистината. Пилат требаше да одлучи што ќе прави во врска со тоа. Пилат го праша: "Што е тоа вистина?" И кога го рече ова, излезе пак кај јудејците и им рече: "Јас не наоѓам никаква вина во него. Но кај вас е обичај да ви пуштам по еден за Пасха? Сакате ли да ви го пуштам царот јудејски?"
И пак повикаа сите велејки: не овој, туку Варава. Варава пак беше разбойник. Пилат беше збунет поради оваа ситуација. Не можеше да поверува дека толпата сакаше Варава да биде ослободен, а Исус осуден. Следниот пат ќе видиме што се случи после овие настани. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.